себе на Крушевската република, на Гоце Делчев питу гули, да ме Груев Сандански, на Гоце Делчев питу гули, да ме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови вестници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Добра вечер, жители на урбаната заедница Кузман Јосифовски Биту. Добра вечер, победнички Карпош. Драги пријатели, на самиот почеток го повикувам човекот кој даде нова димензија во раководењето на Општинскиот комитет Карпош. Човекот кој го трасираше патот на Општинскиот комитет Карпош кон нови видици. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Карпош, господин Синиша Спасов. Добро вечер, Козле! Добро вечер, Карпош! Добро вечер, победнички Карпош! Почитувани сограѓани, браќа и сестри, почитуван подпредседател на владата на Република Македонија господин Зоран Ставрески, почитуван градоначалник на град Скопје господин Коце Трајановски, почитуван кандидат за градоначалник на општина Карпош и иден градоначалник на општина Карпош господја Јагнула Куновска, почитувани функционери, почитувани советници и идни советници на листата на град Скопје и општина Карпош од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Дозволете ми да ви посакам искрено добре дојде на оваа наша средба. Вечерва гледам дека овде бијат многу победнички срца. Вечерва гледам дека граѓаните на Карпош се обединети на победничката страна. Вечерва гледам дека заедно со вас ќе исчекориме кон нови дела. Ова ви го кажувам затоа што сакам сите заедно да се избориме општината Карпош да стане општина која ќе се грижи за сите граѓани. Сите заедно да се избориме општината Карпош да стане општина која ќе им дозволи на различните категории на граѓани да го најдат своето место во општественото живење. Сите заедно да се избориме да ја извлечеме општината од сивилото во кое ја доведоа до сегашните градоначалници. Вечерва би сакал пред се да зборувам за нашите политички противници. Иако вие, граѓаните, веќе одамна ги прочитавте нивните празни зборови. Запрашајте се што направи до сегашното раководство на општината Карпош. Можеше ли повеќе? Можеше ли подобро? Можеше ли поинаку? Дали во Карпош има барем една капитална инвестиција? На овие прашања немаат одговор ни Стевчо, ни Андреј. Но би ве запрашал вас, дали ги гледате некаде нивните дела? Насекаде околу нас само празни ветувања и бекатон плочки. Општина Карпош, некогаш најурбаната општина во Скопје, последните години западна во тешка меланхолија. Досега тековното одржување на општината од страна на сегашниот градоначалник со асфалтирање на улички и редење на бекатон плочки се представуваше како голем проект кој наводно го менувал ликот на општината.
За развој на Карпош ни треба сериозна промена. Промена која не можат да ја донесат ни Стефчо, ни Андреј. Да започнам од Стефчо Јакимовски. Нешто што денеска, а и пред неколку дена го слушнав, наводно било договорено однапред да се гласа за Стефчо, ВМРО да гласа за Стефчо, а он ќе дадел подршка за листите на ВМРО ДПМН и за Коце. Таков договор нема. Јагнула ќе биде нашиот градоначалник на Карпош. Овој човек деновиве е актуелен по својот отчет. Затоа ние ќе ве подсетиме на неколку работи. Работи за кои тој заборавил да даде одговор во својот отчет пред вас, граѓаните. Да ве подсетиме на милионскиот долг во буџетот на општина Карпош, кој Стефчо Јакимовски го остава зад себе. Треба да се биде на вистина голем виртуоз за да се потроши и касата на идните генерации, нели? Треба ли да ви ги набројам капиталните инвестиции на Стефчо? Капитална инвестиција скапи караоке забави. Капитална инвестиција огромни суми пари за еднодневни обуки. Капитална инвестиција распродавање на имотот на општината создаван со парите на граѓаните. Капитална инвестиција расфрлање на 1.200.000 евра општински пари по невладини организации, кои што се блиски до него и до СДСМ. Кога зборуваме за Стефчо Јакимовски, никако не смееме да го заборавиме неговиот најголем капитален објект во Карпош, нефункционалниот пешачки премин Влајко. Би требало да ве запознаеме и со неговите заложби во поглед на негувањето на транспарентноста, отчетноста и демократизацијата во општина Карпош. Општинскиот весник Карпош Урбан стана гласило за политичка промоција на СДСМ, а сега најново и на Српската напредна странка. Се зголеми и транспарентноста на седниците на Советот на општината со бркање на новинарите од седниците. Се намали невработеноста, ама само кај неговите пријатели, кумашини, роднини, братучеди, функционери и родени деца на функционерите од СДСМ. Не, тој им го ускрати правото на дискусија на советниците на ВМРО ДПМН, на седниците на Советот на општина Карпош, бидејќи тие се за него неподобни и непожелни. Ова е само малиот дел од достигнувањата на Стефчо. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Карпош го повикува и овие работи да ги додаде во својот отчет. За господин Андреј Петров нема да зборувам многу. Доволно е да ви кажам дека кога тој беше градоначалник, парковите во Карпош беа обрастени со трева и полни со нечистотија. Ние како граѓани се обидовме да го подсетиме дека треба да ги среди, но и покрај неколкуте писмени обраќања, тој ја среди тревата дури кога дојдоа следните избори. Во 2005 година јас лично му испратив слика на официјалниот мејл градоначалнички во општина Карпош. На сликата имаше 12 кучиња во детско игралиште. Знаете ли што ми одговори? Одговори дека не биле кучињата во негова надлежност. Додека беше градоначалник Андреј Петров, немаше слух за проблемите на граѓаните. Тој помислува на граѓаните на Карпош редовно, ама само на секоја четврта година. Од друга страна, погледнете го нашиот тим кој се бори за подобар Карпош. Споредете го со нашите политички противници. Стефчо Јакимовски во минатото ја напушти градоначалничката позиција за да стане министер. Андреј Петров си отиде од градоначалничкото место за да седне во комотната пратеничка фотелја. Заборавија на обврските кон граѓаните на Карпош. Заборавија на граѓаните на Карпош. Го заборавија Карпош. Карпош им беше само попатна станица и одскочна штица за нивните политички кариери. И двајцата никогаш не го сакале Карпош. За разлика од нив, носителот на нашата советничка листа, господинот Сашо Лазаровски,
ни доаѓа од позицијата заменик министер за локална самоуправа, со цел да ја помогне на оваа општина. Тој знае како вистински се сака Карпош и подготвен е секој атом од својата енергија да го вложи за подобар Карпош. Почитувани сограѓани, дозволете ми да ви го представам и нашиот кандидат за градоначалник, господја Јагнула Куновска. Таа е успешен адвокат и докажан судија, поранешен пратеник и уметник. Јагнула е жена реализирана во секој поглед. Таа е мудра и храбра, динамична и упорна. Таа е жена која во повеќе наврати го докажала својот патриотски дух. Покажала како се сака Македонија. Таа е жена која кога ќе ви стисне рака, можете да почувствувате дека она што го ветува и ќе го оствари. Ова е нашиот тим наспроти нивниот. Во тоа се состои разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и сите останати партии. Во делата. Зад нас стојат дела. Да им дозволиме на Јагнула Куновска и Сашо Лазаровски да ни покажат како се сака Карпош. Почитувани граѓани, веќе неколку изборни циклуси, она што ВМРО ДПМН го ветува, тоа и го исполнува. За нас зборуваат делата. Затоа од вас граѓаните ја бараме поддршката за Јагнула Куновска, за градоначалнички мандат во Карпош, за да покажеме и докажеме дека може и поинаку. Ја бараме од вас и поддршката за советничката листа на Сдружената коалиција на ВМРО ДПМН за подобра Македонија во општина Карпош, на чело со Сашо Лазаровски. Да не дозволиме на Јагнула Куновска да ја бидат врзани рацете во Советот, затоа што Карпош заслужува повеќе, многу повеќе. Ние ќе покажеме со дела. Дополнително ве повикувам да гласате и за најдобриот градоначалник на Скопје досега, господинот Коце Трајановски. Гласајте и за советничката листа. Гласајте и за советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за град Скопје. За нови проекти, нови дела во нашиот главен град. За нови проекти во нашата општина. Затоа што Карпош се сака со дела. Да живее Карпош! Да живее Скопје! Да живее Македонија! Да живее ВМРО ДПМН! Да сте ни живи и здрави! Ви благодарам! За дела е потребен тим на способни, честни и принципиелни луѓе. Ние имаме таков тим. Тим за победи и успеси. Луѓе кои ќе го предводат развојот и напредокот. Луѓе кои ќе бидат дел од успехот, дел од победата на овие локални избори. На сцената ја повикувам господја Ирена Мишева, председател на Советот на град Скопје и кандидат за советник на град Скопје. Добро вечер, Консле! Добро вечер, мои соседи, мои сограѓани. Добро вечер, Карпош. Добро вечер, Скопје. Добро вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата. Јас нема да говорам многу, затоа што за нас говорат делата. Делата во изминативе 4 години. Со дела покажавме колку го сакаме Скопје и колку го сакаме Карпош. Оваа програма е програма и на Советот на градот Скопје, затоа што овој градоначалник, господинот Коце Трајановски, направи дела во изминативе 4 години. Живееме во еден прекрасен простор, живееме по нови булевари и живееме во нови паркови.
Ја имаме таа чест и таа привилегија да го имаме најубавиот парк во Скопје, паркот Македонија. Токму затоа, почитувани мои соседи, сакам да ве замолам и да ве повикам во недела на 24 март да излезете и да го дадете својот глас за сегашниот и иден градоначалник на градот Скопје, господинот Коце Трајановски со реден број 19. Ве повикувам да ми дадете и мене поддршка, затоа што со цела одговорност стојам вечерва овде пред вас. Обврска која што ќе имам и во наредните 4 години и да дадете поддршка на советничката листа за градот Скопје со реден број 4, предводена од печатуваниот професор доктор Владо Поповски. Но нема да застанам тука. Од вас барам поддршка и за нашиот носител на советничката листа на ВМРО ДПМН за општина Карпош, господинот Сашо Лазаревски. И на крај, ја барам вашата поддршка за нашиот иден градоначалник на општина Карпош, господјата Јагнула Куновска. А треба да ја поддржиме. Знаете ли зошто? Прво, затоа што е жена. Второ, затоа што има енергија. И трето, затоа што има визија. Визија за нашата општина. Такви луѓе треба да поддржиме во општина Карпош. Да сте живи и здрави, да живее ВМРО ДПМН, да живее Скопје, да живее Карпош. И од овде да тргнеме со големата победа на 24 март. Јас верувам во вас. Верувајте и вие во мене. Ви благодарам. На сцената го повикувам господин Сашо Лазаровски, носител на советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за општина Карпош. Добро вечер, Козле, добро вечер, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Почитувани мои сограѓани и соседи, овие 2 недели поминавме многу митинзи низ Карпош и во центарот, нели големиот митинг, но можам да ви потврдам дека за нас, повеќето тука што сме денеска и за кои што треба да го дадете вашиот глас, сме токму од оваа населба, од Козле. Сакам да ви потенцирам, пред да ја донесете вашата одлука и да решите на кого ќе ја дадете поддршката, добро да размислите и да видите што досега сите ние сме направиле за вас. Што сме докажале со дела и што не сме докажале. Почитувани сограѓани, од 96-та година па навака, во општина Карпош мандатот го добиваше СДСМ и нивните кандидати за градоначалници. Сакам денеска да ве замолам, убаво да ги разгледате програмите, убаво да слушнете сите што зборуваме, а понатаму вие да цените и да донесете одлука за кого ќе го дадете вашиот глас. Дали ќе го дадете вашиот глас за овие што досега ја водеа општината, за овие што не оставија ниту едно капитално дело, за овие што не оставија, еве, конкретно мене на Братворска повеќе од 1 година ископана улицата и неколку коли си ги искршивме, да оваа наша градинка која што се наоѓа исто така на таа улица и не е реновирана овие 20 години назад, или ќе го дадете вашиот глас за Јагнула Куновска, за Коце Трајановски, за мене и за Ирена Мишева. Споредбата да ја направите не по тоа што ја зборуваме, туку делата кои што ги оставивме за вас, да ја видите убаво програмата, а гаранција за тоа дека ние ќе ја спроведеме програмата се тука најдобриот наш градоначалник Коце Трајановски, нашиот премиер Никола Груевски, нашиот министер за финанси Зоран Ставревски, кои што се секојдневно со нас и ни ја даваат целата поддршка, и така вие можете да бидете сигурни, тие се нашата гаранција дека тоа што го зборуваме и ветуваме и што сме го ставиле во програмата ќе биде исполнето во наредниот 4-годишен мандат, почитувани сограѓани. Вие добро знаете како овие 4 години градоначалникот го прероди Скопје. Нашиот дел конкретно го осети тоа. Многу добро знаете реконструкција на улицата Козле,
проширување на булеварот Теодоси Гологанов и паркот Македонија, од кој што имаме сите ние овде, наши соседи, бенефит и секој дневно се наоѓаме во тој парк, во паркчето за кучиња, во паркот делот кај што има справи за вежбање, шеталиште и клупи. Ако сакате целата општина да личи така и она што е ингеренција на општина Карпош, вие ќе ни ја дадете поддршката. И јас не се сомневам од тоа. Имате и посебна причина да гласате за сите нас, бидејќи и Ирена Мишева, председателот на Советот на градот Скопје, и јас сме од токму оваа населба. И сметам дека овде треба да имаме најголемата поддршка како ВМРО ДПМН. Затоа, почитувани мои соседи и сограѓани, ве повикувам на 24 март сите да излезете уште рано сабајле и да го дадете вашиот глас за листата со бројот 19 за нашата челична дама господјата Јагнула Куновска, за листата за советници за општина Карпош со број 4 каде јас сум лично носител, за градоначалникот Коце Трајановски, најдобриот градоначалник може да кажеме во југоисточна Европа, и за неговата советничка листа. Ви благодарам и на 24 март заедно да се собереме да ја прославиме победата. Да сте ми живи и здрави! Почитувани присутни, време е на сцената да се појави и човекот кој го направи Скопје модерен, убав, посакуван и европски град. Човекот кој вложи многу љубов, истрајност и напорна работа за да го смени комплетниот лик на главниот град и конечно да го исфрли од цивилото во кое се наоѓаше. Почитувани, го повикувам сегашниот и иден градоначалник на Скопје, господин Коце Трајановски. Почитуван заменик председател на владата на Република Македонија, господин Ставрески, почитуван кандидат за градоначалник на општина Карпош, господја Јагнула Куновска, почитуван носител на советничката листа на општина Карпош, господин Сашо Лазаревски, почитуван сегашен председател на Советот на градот Скопје и кандидат за член на Советот на град Скопје, вашиот сосед, господја Ирена Мишева. Почитувани присутни, вечерва сме овде да ја побараме вашата доверба. Да ја побараме вашата доверба, за да можеме да ги реализираме нашите програми. Јас би сакал да ви се заблагодарам што во 2009 година ми ја дадовте довербата. Сега сум пред вас за уште еднаш да ја побарам довербата. Кои се аргументите поради кои што ја барам вашата доверба? Тие аргументи се овие. Сега ќе ви ги покажеме. Не треба многу да говориме, меѓутоа мора да ве подсетиме. Ова е отчетот. Ова е отчет за сработеното во изминативе 4 години. Овој отчет е правен макотрпно, посветено. Јас со мојот тим, заедно со администрацијата на градот Скопје и нормално, со голема поддршка на Советот на градот Скопје, со председателот на Советот, со вашиот комшија, со вашиот сограѓанин, господја Ирена Мишева. Без поддршка на Советот, ова немаше да биде реализирано. Исто така, голема и огромна е поддршката на владата на Република Македонија, на премиерот и председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски. Исто така, на заменик председателот на владата на Република Македонија, господинот Ставрески и актуелен министер за финансии, заради тоа што тука има крупни дела. Дела кои што навистина треба да се реализираат заедно и во соработка едни со други. Впрочем, тоа беше и нашето мото во 2009 година. Почитувани присутни, резултатите се видливи. Го сменивме ликот на градот Скопје. Направивме булевари кои што никој не сонувал дека во еден мандат може тие да се направат. А направени се согласно на принципите на ВМРО ДПМН, домаќински и отчетно работење. Го направивме булеварот Илинден, булеварот Теодоси Гологанов
и двајцата во добар дел и двата булевари се протегаат токму во општина Карпош. Булеварот Теодоси Гологанов од Рузвелтова до 8 септември и со еден прекрасен парк овде помеѓу Јури Гагарин и помеѓу Теодоси Гологанов. Парк кој што сметам дека е еден од најубавите паркови во градот Скопје. И нема да запреме тука. Ќе продолжиме и понатака. Ќе го продолжиме овој булевар се до студентскиот дом Гоце Делчев. И поново од неговата лева страна, одено према Карпош, ќе направиме уште еден парк, заради тоа што и понатаму живеат наши жители, за тоа што и тие понатаму сакаат да имаат вака прекрасен парк во кој што ќе можат да одмараат, да уживаат, да рекреираат, да ги прошетуваат своите куќиња. Воедно тоа ќе биде и добриот лик на општина Карпош. Почитувани присутни. И не само тоа, ќе го подобриме и водоснабдувањето во Нерези, во Жданец и во останатите делови на општина Карпош. Ние покажавме во изминатиот период дека Карпош го сакаме. Го сакаме со дела, со направена улица, целосно реконструираната улица Козле, со Теодоси Гологанов, со Илинденска, со Манапо, со улицата Скупи, со плажите на Вардар, исто така со зоолошката градина, со паркингот пред зоолошката градина. Се тоа дела направени во општина Карпош. Иако некој сакаше да каже дека ВМРО ДПМН и Коце Трајановски не го сакаат Карпош, ние со дела, а не со зборови, покажавме како се сака Карпош. Карпош се сака со дела кои што значат подобра иднина, подобри услови за граѓаните на општина Карпош. И ќе продолжиме и понатака. Почитувани присутни на овие избори, исто така вашата доверба ја баравме и врз основа на оваа програма. Програма во која што има, кој што напоменав, и дела за општина Карпош. Програма која што е правена заедно со владата на Република Македонија, заедно со Советот на градот Скопје, заедно со вас, граѓаните на општина Карпош. Ова е реална програма. Ова се проекти кои што можат да се остварат. Ова програма, ако сакаме да биде список на желби, може да биде многу поголема, многу поширока, многу пообемна. Меѓутоа, не сакаме да ве лажеме. И да сакаме да ве лажеме, можеме да ви излажеме еднаш. Меѓутоа, многу брзо ќе дојде 2017 година. Многу брзо ќе треба да дадеме отчет. Како што сега го даваме овој отчет за изминативе 4 години, така и тогаш треба да дадеме отчет. Можеби дел, еден мал процент од неколку посто не се реализирани проектите. Имаме објаснување. Сме кажале зошто не можеле. Меѓутоа, не можеш 50% од проектите да не ги реализираш, а да бараш добар, уште еден мандат. Ете така работи ВМРО ДПМН. Отчетно, она што го ветува е реално, нешто што може да го заврши. Реално е затоа што оваа програма е многу студиозно работена, со експерти е работена. Работена е со владата на Република Македонија, заради тоа што таков е степенот на децентрализација во Република Македонија. Буџетот на општините, па и на градот Скопје не е доволен за реализација на крупни проекти. Дел од тие крупни проекти ги решаваме сами, меѓутоа за тоа ни треба, за дел од тие ни треба и помош од владата на Република Македонија. А владата ќе ви помогне ако имате визија, ако сте домаќини, ако работите честно, ако се е сигурна дека тоа што ќе го смислите, вие ќе го реализирате и граѓаните на Република Македонија ќе имаат бенефит. Владата дава доверба само на работни луѓе. Луѓе кои што знаат што им треба на граѓаните на градот Скопје и на останатите општини во Република Македонија. Затоа велевме заедно можеме повеќе. И затоа, почитувани присутни, ве повикувам да гласате за господјата Јагнула Куновска за идниот градоначалник на општина Карпош. Затоа што Јагнула Куновска исто така е вкаена во оваа програма. Тука си нејзините идеи. Тука си идеите на граѓаните преку Јагнула Куновска претопени во оваа програма. Оваа програма е и на Јагнула Куновска. Затоа, почитувани присутни, треба да гласате за Јагнула Куновска, за да може да се реализира оваа програма. И не само оваа, туку и незината програма. Јас денеска имав можност заедно со неа да поминам неколку часови низ општина Карпош. Бевме во Влае, бевме во Тафталиџе, бевме во Козле. Граѓаните непосредно и многу близко не примаат. Граѓаните ја сакаат Јагнула Куновска, затоа што Јагнула Куновска покажала како се работи во животот, како се живее со принципите на животот. Ова е докажана во својата професија,
во својата адвокатска професија. Докажана е во животот, позната е на граѓаните не само на Карпош, не само на Скопје, туку и на Република Македонија. Имате можност да ви биде градоначалник една енергична жена, која што има визија, која што има идеи, која што има енергија да го заврши тоа што го ветила. И жена која што знае да соработува. Градоначалник кој што ќе знае да соработува. Таков му треба на Карпош. Не му треба градоначалник кој што знае да се кара. Да се кара со граѓаните, со градот Скопје, со владата на Република Македонија. Напротив, треба да знае да соработува со граѓаните на општина Карпош, со градот Скопје, со владата на Република Македонија и со сите оние кои што можат да помогнат во реализација на незините дела. И не само во незините дела во програмата, туку и многу други дела кои што ќе произлезат од вас. Затоа, почитувани присутни, ве повикувам да гласате за Јагнула Куновска, да ја дадете довербата и на Јагнула Куновска и на мене за градоначалник на градот Скопје, да ни ја дадете довербата уште во првиот круг, да покажеме дека луѓето кои што работат, луѓето кои што даваат почет, треба да имаат доверба во првиот круг, за да можат веднаш потоа да почнат да реализираат програмата, и мојата програма, и програмата на Јагнула Куневска. За да бидат тие реализирани, потребно е да дадете подршка и на Сашо Лазаревски, носителот на советничката листа на општина Карпош, за да може Јагнула Куновска да има подршка од Советот. Советот со своите одлуки да ја овозможи да ги реализира делата и проектите кои што се во незината изборна програма. Да гласате за носителот на советничката листа на градот Скопје, за господинот Владо Поповски, заради тоа што сите овие проекти кои што се овде во оваа програма, исто така треба да добијат верификација, треба да добијат подршка. Треба да има одлуки од Советот на градот Скопје. Доколку не добиеме подршка во Советот, ќе има многу пазарења, многу обструкции, многу уцени, ќе го губиме времето, ќе не можеме навремено да ги реализираме проектите кои што ви ги ветивме. Затоа, целосна е поддршката, ако е поддршка и за градоначалник, и за Совет, и за општина Карпош, и за градот Скопје. Да живее општина Карпош, да живее градот Скопје, да живее ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави. Благодарам. На сцената ја повикувам жената која секогаш стои зад кажаниот збор, која секогаш е отворена за нови идеи и предлози од страна на граѓаните. Жена со визија, почит и огромна љубов за својата општина. Жена со неуморен дух и честност. Жена која гради и ќе гради дела. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош, господја Јагнула Куновска. Повелете на сцената. Добро вечер, Козле. Добро вечер, граѓани на Козле. Добро вечер. Уште неколку дена не делат од 24 март. Од денот кога ќе победиме, кога локалната самоуправа во општина Карпош ќе ја имаме ние, ВМРО и коалицијата. Ќе победиме не само во Карпош, туку во целата држава. Знаете зашто? Затоа што ВМРО, ДПМН и коалицијата секогаш биле се и ќе останат на страната на Македонија. Секогаш биле и ќе бидат за нови идеи, за нови дела, за подобар живот на сите граѓани во нашата држава. Почитувани граѓани на Козле, и не само поради тоа, ќе победиме затоа што сме единствени во нашата борба, во нашите идеи, во нашата цел. Ќе победиме затоа што секогаш со нас како подкрепа се господјата Ирена Мишева, господинот сегашен иден градоначалник на Скопје Коце Трајановски, секогаш
во текот на сите овие месеци одвојувал време да биде со нас. Посебна подкрепа во оваа кампања на локалните избори и покрај своите обврски ни пружа вице-премиерот на владата на Република Македонија, министерот за финансии, господинот Зоран Ставревски, неуморно ги исполнува своите работни обврски. Го гледате катадневно на телевизија, на вестите, како ги обавува своите работи и стигнува да биде со нас. Тоа е незаборавно. Јас имам посебна чест поради неговиот влог и посебна благодарност за секогаш. Оваа програма, мојата, како што кажа сегашниот иден градоначалник на Скопје, господинот Коце Трајановски, нуди над 100 сериозни проекти кои што ќе го подобрат животот на сите граѓани во Карпош. Проекти кои што имаат рок, време кога ќе бидат реализирани, имаат вредност, цена која што ќе е потребна за изведба, реализација на проектите и од каде се средствата обезбедени. Тоа потврдува дека сите овие проекти се сериозни, се направени така да утре може да се реализираат. Па јас по 4 години, исто како господинот Коце Трајановски, се мојата програма со тоа што ќе се нудам за одново да бидам градоначалник на општина Карпош, ќе имам како него книга на отчет. Јас ви кажувам, заедно со вас, граѓаните на Козле, ќе реализираме оваа програма, затоа што оваа програма потекнува од потребите и проблемите ваши. Дел од нив се вградени тука. Затоа што оваа програма ќе биде реализирана со парите од буџетот на општината, дел со подкрепа на градот Скопје и градоначалникот Коце Трајановски, а дел со подкрепа на владата на Република Македонија, предводена од премиерот, председателот на нашата ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски. Го гледате сите овие денови како кружи околу Македонија и како се залага да останеме единствени, да ја одбраниме својата држава од натрапници. Нашата држава, нашите граѓани се труди да каже, да не повика на едно заедништво, за еден општ подем, за подобар живот. И јас исто така, еве, како кандидат за градоначалник на општина Карпош, истото се трудам. Сакам сите граѓани на општината, заедно со мене, како утрешен градоначалник на оваа општина, да соработуваме и заеднички да ги решаваме проблемите кои што катадневно во од како нормални се јавуваат, но тие и се решаваат ако сме заедно, ако имаме волја за тоа, ако имаме честност, ако сме работливи. Тоа сум јас. Тоа сте и вие, граѓаните. Затоа што вие имате интерес сето тоа да се реши. Сакам да ви кажам дека интенцијата на ова изготвувана програма, повеќе месечно, е во општината Карпош да се отворат нови работни места. Да заживее, што се вели, животот во општината. Семејствата да ни процветаат. Дечињата да можеме да ги воскреваме по-богато. Младината повеќе да вложиме во нејзиното образување. Потоа, од кога ќе заврши со факултетот да ни остане тука младината. Нас ни треба младината. Нас ни треба од таа младина поколенија кои што тука ќе се раѓаат во оваа македонска земја и тука ќе останат. Токму во оваа програма ние нудиме како да се зачуваме самите себе. А тоа може првенствено преку економски подем, затоа што економскиот подем е основата, се друго е надградбата на тоа.
Јас се надевам дека повеќето од вас, граѓани, ја имате погледната оваа програма и се сложувате дека во неа има офатени проекти од сите области во животот на човекот, не само во економијата. Но јас ќе се потрудам да ви прочитам тоа што се однесува локално, тука, за Козле. Како што реков, по однос на спортот, ќе има реконструкција на надворешна спортска сала на основното училиште Владо Тасевски, исто така реконструкција на салата, мислам, на спортските игралишта на училиштето Владо Тасевски. Парите ќе бидат обезбедени од општината. Колку да изнесуваат тие пари, општината има буџет кој што е повеќе милиони евра годишно и со едно домакинско работење ќе можат да се обскрбат училиштата во поглед на спортските објекти кои што се сега на едно незавидно ниво. Исто така ќе се изградат 4 повеќенаменски спортски сали во кругот на училиштето Владо Тасевски, така се предвидува, а после кога ќе го имаме ние деталниот урбанистички план, ќе можеме тоа и поместување да извршиме према местото кое што ќе го дозволува. Овие повеќенаменски спортски сали ќе бидат не само за младината, туку и за рекреација на возрастните луѓе. Парите и за тие повеќенаменски спортски сали ќе бидат од буџетот на општината. Заедно со градоначалникот на градот Скопје имаме заеднички проект со помош на градот до изградба на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов. Вие знаете дека тој треба да продолжи во третата фаза од алумина и дефинитивно да се заврши, што од центарот до нашиот Карпош, тогаш ќе може да се стигне само за 2-3 минути, кое е нешто ќе се чувствуваме сите во Карпош дека живееме во самиот центар на Скопје. Значи центарот на Скопје фактички се проширува према нашата населба. Една стара болка тука постои, а тоа е Институтот за белодробни заболувања Козле, кој што беше во една лоша фаза, затоа има изградба и опремување на нова зграда на овај институт. За ова ќе ни биде потребна помош, пари од буџетот не стигаат, колку и да е буџетот богат, затоа во соработка со владата на Република Македонија и помош од владата, каде што имаме со проектот и обезбедени од страна на владата 425 милиони денари, овај проект ќе се реализира. И рокот за изградба е многу краток, тоа е 2014 година. Во таа смисла обезбедени се 5,5 милиони денари и за изградба на подпорен зид, партерно, и зеленилото околу, мислам, уредувањето и осветлувањето на просторот во Институтот за белодробни заболувања Козле. Со тоа ќе се реши еден голем проблем, а исто така ќе се допринесе да тој институт конечно заличи онака како што има потреба населението не само од општината Карпош, туку и од градот Скопје при барањето на соодветна здравствена помош. Од тие причини јас, почитувани граѓани на Козле, би ве замолила сите да се организираме, сите се измачивме овие денови, овие месеци во трката за локалните самоизбори. На 24 март сите да излеземе и да гласаме за себе. Секој кој што ќе остане дома, кој што нема да излезе на гласање, тој не е заинтересиран значи за себе. Со самото тоа што ќе излеземе и ќе се определиме, со тоа се надеваме дека нашиот живот према определбата наша ќе биде и подобар. А јас ве повикувам на 24 март да излезете, да гласате за мене, јас да бидам градоначелник на општина Карпош, да гласате за советничката листа на општина Карпош од ВМРО ДПМН, предводена од Саше Лазаревски, момчето кое што најубаво го познавате вие тука од Козле и од Карпош. Да гласате и за кандидатот сегашен, односно иден градоначелник на градот Скопје, господинот Коце Трајановски. Само заедно
ние со негова помош ќе може да реализираме дел од овие проекти кои што се тука предвидени. Да гласате и за советничката листа која што е од ВМРО ДПМН за градот Скопје, предводена од професорот Владо Поповски. Да гласаме за нас, да гласаме Карпош да биде на Карпошани, Карпош да биде дел од Скопје, Карпош да се врати на Скопје, Карпош што побргу да појде по патот на напредокот, по патот на изградбата, исто како што градот Скопје одавна чекори по тој пат. Ви благодарам многу. Браво! Последен кој ќе ни се обрати вечерва е човекот од кој секојдневно добиваме огромна поддршка. Заменик председателот на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Карпош. Човекот кој ни покажува како се работи со дела, господин Зоран Ставрески. Министре, повелете. Кога идев навака, кога со колава паркиравме малку подалеку таму и идејќи по мраков темно како е, морав да се вртам постојано да има некој од овие кучињава со мајци. Гледам деновиве во Карпош почна и такви да се шетаат. Добро вечер, победничко Козле, добро вечер за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО ДПМН. И добро вечер за партиите од коалицијата за подобра Македонија. Почитувани граѓани на Козле, на овие избори се решаваат значајни прашања за локалниот економски развој и затоа е битно да имате предвид кои се личностите што ви се нудат и каква програма нудат. За среќа во конкуренција се тројца, од кои двајца веќе биле градоначалници, тоа се Стефче Јакимовски и Андреј Петров. И затоа е добро, бидејќи биле на местото градоначалник на Карпош и можеме да оцениме како работеле. Ако има нешто заедничко, може да се каже дека и двајцата ја напуштија општината, односно тогаш кога можеа и кога најдоа подобри места, не им беше до Карпош и до граѓаните на Карпош, туку се префрлија на друго место. Она што е засебно пак е Стефче, како Стефче е човек што секој ќе го запамти како голем кавгаджија. Стефче се кара буквално со кој стигне од кога го знам како човек и како политичар. Едно време, ако се сеќавате, кога беше министер, дури се искара и со работниците, кога работниците ги нарече бели мечки, пошто барале работнички права. Како министер за труд и социјална политика, замислете. Понатака продолжи да се кара со сите во општината, надвор од општината, па на крајот се искара и со тие со кои што до вчера заедно нели работеше СДСМ. И ако има еден човек што е поголем лажго од Бранко Црвенковски од држава, тоа е Стефче, пошто испадна по-факман од Бранко, па и Бранко го излажа. На крај. Стефче во неговата програма, ако ја земете како коце што покажа отчет и покажа што направил човекот, и вие добро знаете што коце направил, Стефче на првата страница од програмата, замислете, ставил дека најголема заслуга и вака комплимент што му е даден е дека добил плаката за добар градоначалник дека е и замислете од кого ја добил, од комората од Ниш. Значи комората од Ниш оценила дека Стефче е добар вака градоначалник на Карпош. Зошто тоа така го направил? Затоа што нема што да се пофали човекот, едноставно му помина мандатот во садење љубичици, што секако никој нема против. Меѓутоа, еден градоначалник на една голема, урбана, градска, можеби и најградска, може да се каже атрибут, општина во Република Македонија, тој е општина Карпош. Општината заслужува многу повеќе. И затоа, да не се задоволувате како граѓани на општина Карпош со просекот што ви го понуди Стефче.
Овде и онде бекатон плочки, терацо плочки, не знам какви плочки, по некоја љубичица и по некој асфалт на тротоарчиња. Карпош треба да бара големи дела како Коце Трајановски што правеше. Коце отвараше авении, го отвори булеварот. Козле улицата ви ја реконструираше тука. Паркот најубавиот го направи во Скопје. По тоа да барате градоначалникот и по тоа да го цените. Од друга страна пак ако земеме Андреј Петров што покажал додека беше градоначалник, а и вака, морам да кажам дека сум длабоко разочаран од него. Не како граѓанин на Карпош, пошто не сум во оваа населба, но од она што го зборуваат граѓаните на општината, се извинувам, Карпош, Андреј не може да се запамти по ништо. Стефче се памти по некој терацоплочки и бекатони, ама Андреј никјар ни зијан од него. Ништо. Човекот едноставно му помина мандатот и ништо не направи. И сега, со оглед на тоа дека го кандидираше СДСМ за градоначалник во Карпош и има тешка задача, зошто реков се разочарав од него, бидејќи барем го знам како човек кој што беше пристоен од аспект на тоа дека не навредува, дека немаше нервоза во него и ароганција. Меѓутоа морам да кажам дека резултатите од анкетите што се прават и од тоа што му е јасно дека ја губи трката во Карпош и тоа ја губи дебело, го прават нервозен и прво што почна да прави почна со навреди. И една од покрупните што ја направи беше кон нашиот кандидат за градоначалник Јагнула. Прво што ја нападна дека на база на дискриминација, што не е коректно, дека била жена и дека била повозрастна. Па добро, вие вечерва и сите денови низ Карпош ја слушаа Јагнула колку енергија има во него, па може ли да некој да каже дека Јагнула има проблем со енергија? Па ќе го крене во Заби Андреј Петров, ќе го прошете од Козле преку Карпош 1, 2, 3, 4 из Локуќани и ќе го врати назад овде. Јагнула немала енергија, Андреј Петров имала енергија. Ако се погледнат па програмите, што да каже човек? Најдобра програма за Козле, највака многу проекти за Козле има Стефче. Морам тоа да кажам. Јас внимателно си ги читам пред да зборувам. Вкупно Стефче има 24 проекти само за ова урбана заедница. Што изборува ова почитување? Ако ти си бил градоначалник 4 години и кажеш дека за една урбана заедница имаш 24 проекти за следните 4 години, тоа значи ништо не си направил во изминатите години или си направил толку малку да се ти останало и сега ради таа ситуација што знаеш дека не си испорачал дела, не можеш да речеш сум ги направил овие 12 проекти претходно, ги ставаш сите што не си ги направил во следниот мандат. Ама тоа зборува дека не си реален и дека не си работел 4 години. Ако си работел, пола од овие проекти ќе беа веќе завршени и ќе зборувавме за некои други. Второ, за разлика од нас и нашата програма, овде нема ни една бројка, нити колкав износ на пари треба, нити кога ќе се реализираат рокови, ништо. Тоа покажува дека Стефче, за да го добие вашиот глас, се приклонил кон онаа група на политичари, а такви ги има, фала му на Бога, многу, пред се Бранко, па и другите од кои што учел, кои што ветуваат се и се што. Ама вие бегајте подалеку од луѓе што ви ветуваат се. Кога ќе му кажете колку проблеми имате и што проблеми, ќе ви речат нема проблем, го решаваме тоа. Другиот што имаш ти, тоа и тоа. Нема проблем и тоа го решаваме. Бегајте од такви луѓе. Луѓе што се ви ветуваат, ништо не прават. Верувајте на луѓе што се одмерени и реални, кои што ќе ви кажат реално, ова може, ова не може. Кои што ќе ви кажат ова можеме да имаме пари, ова немаме пари. И затоа, ако ја погледнете пак програмата на Андреј Петров, таа пак е друга крајност. За Кузман Јосифовски Питу, аналитичкиот тим мој што го извадил материјалов, вика нема проекти за УЗ Кузман Јосифовски Питу. Нема. Едноставно го заборел изгледа. Така да, можда и така мислел дека треба. Така да, на крајот, да не должам бидејќи слушавте повеќе луѓе, она што е битно е да размислите за сите овие проекти за кои што Јагнула зборуваше, конкретни проекти и конкретни работи што ќе се направат тука. Таа кажа проекти за децата пред се, за нашата младина, за младите од Козле. Кажа дека ќе се изградат 4 повеќе наменски игралишта. На тие повеќе наменски игралишта ќе има во исто време можност да се игра ракомет, фудбал, кошарка
и други спортови. Кажа дека спортската сала во училиштето основно тука ќе се направи и ќе се реконструираат терените. Кажа дека ќе се направат економски зони и слушајќи ја Јагнула, фала Богу што ќе станем градоначалник на Карпош, иначе како го добро го разбира овој концептов и како го усоврши низ кампања за економски развој, ми се чини ќе ми го земе местото во Министерство за финансии. Ама среќа ќе стане градоначалник, како што реков, така да ќе се спаси. Значи, онака како што сме работеле до сега, така ќе работат и нашите градоначалници во иднина. И исто како што работеле СДСМ, ќе си работат нивните. Значи, ако некој се реши, вашите роднини, пријатели, соседи, да му даде подршка на Андреј Петров ќе работи исто како Бранко што работел, Стефче ќе работи исто како Бранко што работел, бидејќи таква е школата. Јани исто така е кавгаджи, еве го со упорно покушава наместо за проекти да зборува со Коце, тој цело време нешто да го испровоцира Коце сака. Ама тоа е затоа што нема дела и не знае што друго да зборува. Од друга страна, вие имате една друга гарнитура политичка и други луѓе, како што работи Никола Груевски, така работи Коце Трајановски, така ќе работи и Јагнула Куновска. Тоа е стилот на ВМРО ДПМН. И на крајот, не треба многу да ви зборувам, па вие имате овдека и ваши соседи, луѓе кои што се од Козле. Вие имате точно можност да видите како работеат тие во овие години, како Сашо Лазаровски ја вршеше функцијата заменик министер и од повисока функција, значи, сепак се враќа да ја помогне на општина Карпош како носител на нашата советничка листа. Ирена Мишева исто така 4 години десна рака на Коце Трајановски за сите проекти што се работеа во градот Скопје. Ете, тоа се честити луѓе. И затоа на 24 март да не се мислите и да им кажете на сите дека не треба да ги слушаат политичарите што зборуваат, бидејќи сите политичари убаво зборуваат на зборови. Но треба да размислат кој што направил за вас, граѓаните на Република Македонија, граѓаните на Карпош, граѓаните на Козле и Скопје, кога имал шанса да направи за вас. По тоа да не цените и по тоа да ја дадете довербата, и јас сум тогаш убеден на 24 март Козле ќе победи и ВМРО ДПМН ќе победи, една голема победа ќе имаме овде и во цел Карпош. Победа за Јагнула Куновска, победа за Коце Трајановски, победа за нашата советничка листа предводена од Сашо Лазаревски и победа за советничката листа на град Скопје предводена од професорот Владо Поповски. Затоа да сте здрави и живи, да има берекет во семејствата, да оди напред Козле, Карпош и да ни е вечна Република Македонија, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Во победа! Нашата земја заслужува да ја чуваме гордоста.